Почнувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани планира за реализација на овогодишната програма за комунално уредување да инвестира над 2.300.000 денари за изградба на тротоари. Активностите се во тек и главно се реализираат во централното градско подрачје. Тони Ајтовски со деталите. Околу 37.000 евра е сумата што локалната самоуправа на Кочани годинава ја инвестира за изградба на тротоари на повеќе локации во градот. Средствата се обезбедени од буџетот на општината, а се наменети со програмата за уредување на градежното земјиште за 2018-та, за што согласност даде и општинскиот совет. При тоа на најголем дел од тротоарите ќе се поставуваат павер елементи, а останатите ќе се бетонираат. Според техничката спецификација во тендерската постапка, што заврши пред околу 2 месеца, новоизградените тротоари ќе добијат бекатон плочки на површина од 2200 метри квадратни. На местата каде што е потребно ќе се вградат и нови улични и градинарски рабници, а висински ќе се прилагодуваат и постојните канализацијски и телефонски шахти. Од секторот за уредување на градежното земјиште на општина Кочани информираа дека механизација на градежното предпријатие Карпош од Скопје веќе е ангажирана на комплетирање на пешачкиот простор на улицата Љупчо Сантов. Паралелно се работи и на изградба на тротоар на улицата Асном спроти новиот стамбен комплекс во местноста Касарски круг. Со оглед што на овие сообраќајници со децении имаше минимална или воопшто недостасуваше јавно прометна површина за пешаците, главна цел е да се обезбеди полесно и побезбедно движење на граѓаните, заради што е планирано да се постави и заштитна ограда. Со програмата за уредување на тротоарите, во наредниот период ќе се работи и на докомплетирање со пешачка површина на улицата Охридска, на потегот од повеќе наменското игралиште во правец кон север, како и на дел од улицата Роза Петрова. Нов ЕКГ апарат за итната медицинска помош во здравствен дом во Виница донираше Ротари клубот Кочани Виница. Од клубот најавуваат реализација на уште неколку проекти во оваа општина. Вработените на итната медицинска помош во здравствениот дом во Виница ќе работат со нов ЕКГ апарат, донација од Ротари клубот Кочани Виница. За реализација на оваа донација, Ротари клубот организираше представа, а средствата од истата беа наменети за подобрување на здравствените услуги во Виничката амбуланта. Една од целите на Ротари клубот Кочани Виница е соработка и помагање и во здравството. За таа цел организиравме хуманитарна представа на која ни гостуваше театарот од Штип со представата Умри Машки и од представата почна да се собираат средства за сегашната донација, тоа е ЕКГ апарат. И понатаму, дел од средства да ни се од одржаната хуманитарна представа, а дел од средства да се донација од ротаријанците. Како што најави Попов, во фаза на реализација се уште два значајни проекти во општината со нивна подршка. Изградба на мал амфитеатар во кругот на основното училиште Славчо Стојменски, како и изградба на парк и пошумување и уредување на делот за поставените зелени површини во општината. Во план си неколку предавања на актуелни теми. Сдруженијето за борба против рак на дојка Борка со предавање во Виница за борба и рано откривање на оваа болест која се повеќе е во пораст. Во Виница најавено е отворање на канцеларија за потребите на пациентките од оваа општина. Само прегледот за детекција на рак на дојка треба да започне од 20-та година. Првата мамографија треба да започне после 40-та година и тоа на секои 2 години со континуирани ехо прегледи. Најмладата пациентка со рак на дојка има само 17 години, а во Македонија дневно заболуваат 3 до 4 жени или 1200 жени годишно. Карциномот на дојка е втор најчест карцином по број на заболени. Виница, Кочани, Свети Николе се општините во кои оваа болест зема замав последните години. Но брзото откривање во првиот стадиум е главен предуслов и за побрзо лекување, вели првиот борец од Сдруженијето Борка Биба Додева. Ракот на дојка во Македонија е во пораст.
се повеќе и повеќе жени заболуваат, меѓутоа тоа не е случај само за Република Македонија, тоа е на светско ниво. Секоја 8 и 9 жена во светот заболува од рак на дојка. Она што е битно и што вие точно сте го приметили е дека морталитетот се повеќе и повеќе се намалува. Зошто е тоа така? Заради имплементирање на скрининг програмите, раната детекција, жените се освестуваат, одат навреме на преглед, прават затоа што ракот на дојка не може да го превенираме, туку може да го откриеме во ран стадиум и тоа е многу битно. Многу е битно да се следат сите промени оние кои што ги испомнаа и нашите експерти денеска на оваа предавање, за да се следи промените во своето тело, за да тие можат понатака да бидат на време детектирани и тогаш ќе имаме успешност во самото лекување. Ние се надеваме нашата улога во борка е токму тоа дека ќе имаме што повеќе жени и мажи излечени од рак, а тоа ќе го постигнеме само со едукација и само со навремени прегледи и секако достапна и адекватна современа терапија. За жал, вели Додева, и покрај целата едукација, свеста кај жените се уште е на многу ниско ниво и затоа се појавуваат во подоцен стадиум, кога ракот дошло до втор или трет стадиум па нагоре, па потешко е и шансите за лекување се помали. Како што најави Додева, од јануари 2019 година, на товар на фондот оперираните пациентки ќе добиваат и бесплатни помагала. Предавањето во Виница го организираше координаторот на борка Снежана Секуловска, која најави отворање на канцеларија за потребите на пациентките од општината. И за крај би сакала да се заблагодарам на општината Виница и се надеваме дека наскоро во скоро време ќе имаме и своја канцеларија тука, се со цел и жените борките од Виница да имаат свое место каде што ќе може да добијат психосоцијална помош и поддршка, каде што ќе можеме да ги правиме овие едукации, каде што ќе имаат можност да се дружат и да им помагаат на сите оние нови случаи кои што и на сите оние нови пациенти са полесно да го поминат својот пат. Се надеваме дека како и до сега општината ќе не поддржи и во скоро време ќе ви бидеме повторно гости на отварањето на новата канцеларија во Виница. За диагностичките методи во детектирањето на првите симптоми на оваа болест зборуваше доктор Драгана Могилевска, специјалист радиолог од Кочани, а за стадиумите и терапијата за оваа болест предавање одржа доктор Мери Пешевска, онколог од оделот за рак на дојка од Скопје. Прво и трето место за учениците од Средното училиште Гошо Викентиев на државниот надпревар за електромашински стручни училишта што се одржа во Куманово. Со оглед на силната конкуренција, учениците и менторите се задоволни од постигнатите резултати. На државниот надпревар за електромашински стручни училишта, лидер на струка 2018 што се одржа во Куманово, ученикот Андри Димитров од 4 Е4 клас под менторство на професорите Тони Велков и Тасе Јакимовски го освои првото место за профилот електротехничар енергетичар, а ученикот Александар Ѓоргиев од 4 Е1 клас под менторство на професорите Горан Манасиев и Љупчо Стоилков го освои третото место за профилот електроника и телекомуникација. Задоволни се од постигнатите успеси кои им представуваат поттик за уште поголем труд и работа во иднина. Во надпреварот вчера што се одржа во Куманово во училиштето Наце Буѓони, освоив прво место на лидер на струка. Работев под менторство на професорите професор Таса Јакимовски и професор Тони Велков. Имаше силна конкуренција, но со напорна работа и голем вложен труд освоив прво место. И под менторство на професорите Горан Манасиев и Љупчо Стоилков освои трето место. Имаше силна конкуренција, но не беше многу тешко, сепак со напорна работа и со труд постигнав овој резултат. Учениците напорно се подготвуваа за овој надпревар на кој учествуваа ученици од стручни училишта од целата држава, а освен овие двајца ученици од Средното училиште Гошо Викентиев учествуваа уште двајца, Душан Манев и Иван Постоловски. Гудачкиот квартет Viva Strings од Скопје одржа концерт во Кочани. Беа изведени обработки на популарни светски хитови во класичен аранжман, а настанот се одржа со поддршка од Министерството за култура, Општина Кочани и Центарот за култура Бели Могри.
Македонскиот гудачки квартет Viva Strings имаше концертен настап во Кочани во рамки на програмата Нов културен бран, при што се представи со обработки на популарни рок, соул, фанк, рап и джез теми. Публиката имаше можност да проследи класични преработки на хитови од Аба, Майкл Джексон, Стинг, Квин, Ренди Крафорд и Ерик Клептон. Квартетот во Кочани има настапувано и предходно, а последниот концерт најде на одлична прифатеност кај публиката. Програмата што ја нудиме е несекојдневна, значи ова е нешто што можам да се пофалам дека исклучиво ние го работиме одека во Македонија. Едноставно сметавме дека музиката треба да ја доближиме до обичниот граѓанин. Обичниот граѓанин во денешно време, ако не е бомбардиран со турбофолк, тогаш е бомбардиран со популарна музика и ние земавме мотиви од популарните песни кои што се хитови, кои што и на времето биле големи хитови, и од типот на Аба, од типот на Ерик Клептон, од типот на Стинг, од типот на Майкл Джексон. Направивме обработки, значи јас направив обработки за квартетот и целата програма беше составена од композиции кои што се исклучиво наши, значи авторски изработени обработки на популарни песни. Според академските музичари од Viva Strings, публиката не е навикната да сретне гудачки квартет со ваков музички израз, затоа што вообичаено се очекува класична музика. Сепак, по изведбата секогаш следува воодушевување, што се докаже и во Кочани. Покровител на концертот на Viva Strings беше Министерството за култура на Македонија, со поддршка од општина Кочани и од Центарот за култура Бели Мугри. Проектот Едукативен модул со проширена реалност, развој и имплементација на иновативни ИКТ базирани образовни алатки во STEM ориентираните училишни предмети ќе биде презентиран во Средното училиште Лјупчо Сантов. Истиот е финансиран од Еразмус Плюс програмата. Проектот Едукативен модул со проширена реалност, развој и имплементација на иновативни ИКТ базирани образовни алатки во STEM ориентираните училишни предмети ќе биде презентиран во Средното училиште Лјупчо Сантов. Истиот е финансиран од Еразмус Плюс програмата, акција за стратешко партнерство за училишно образование, соработка за иновации и размена на добри практики. Проектот ќе се реализира во соработка со 7 проектни партнери од Република Македонија, локалната акциона група од Кочани, Средното училиште Лјупчо Сантов и Течконет Доел Кочани. Од Република Бугарија учествуваат Сдруженијето Центар за одржливост и економски развој Пазарџик Бугарија, Професионална гимназија за економија и менаџмент од Бугарија. И од Хрватска учествуваат општина на град Лудберг, Хрватска и Средно училиште од Хрватска. Главната цел на проектот е развој и имплементација на образовен модул со проширена реалност, односно софтвер, кој ќе се користи во STEM ориентираните образовни предмети во трите средни училишта, кои се проектни партнери од Македонија, Бугарија и Хрватска. Специфични цели на проектот се да се подобрат постигнувањата на учениците во STEM ориентираните училишни предмети со помош на AR модул за образование, да ги подобри вештините за тимска работа на учениците преку транснационалниот надпреварувачки настан во рамките на долгорочната наставна задача, да се зајакнат компетенциите и вештините на наставниците за користење на отворените образовни ресурси во секојдневните часови, да воспостави мрежа на транснационални наставници со користење на етвининг мрежни модули, да се креира стратешки акционен план за транснационална соработка во областа на образованието. Интелектуални резултати кои ќе произлезат од проектот се едукативен модул со проширена реалност, прирачник како да се користи едукативниот модул со проширена реалност во училишните предмети, стратешки акционен план за транснационално партнерство за развој на образовниот процес во Кочани, Пазарџик и Лудберг со користење на иновативни методи и најдобри практики. За да се реализира проектот ќе се одржат 4 транснационални состаноци, 2 обуки на наставниците од средните училишта за користење на AR едукативниот модул и една 5-дневна размена на група ученици од Македонија, Бугарија и Хрватска.
Дисеминацијата на проектните резултати ќе се реализира преку 3 мултипликативни настани, и тоа национален настан за дисеминација во Хрватска, во Бугарија и во Македонија. Првиот транснационален состанок ќе се одржи на 5 декември во просториите на Средното училиште Лјупчо Сантов со почеток во 9:30 часот. На состанокот ќе се подпишат партнерските договори за соработка помеѓу проектните партнери. Ќе се формира управувачкиот одбор на проектот. Проектните партнери детелно ќе се запознаат со целите на проектот и со задачите и одговорностите што во иднина ќе ги има секој проектен партнер. Ќе биде објаснето што подразбира едукативниот модул со проширена реалност и на кој начин истот ќе се употреби во наставните предмети во средните училишта и ќе се разгледаат административните правила на Еразмус плюс програмата. Вториот транснационален состанок се планира да се одржи во тек на месец март 2019 година во Лудберг, Хрватска. Следува информацијата од спортот. Младинските екипи на Баскет Динов среда патуваат во Полска, каде ќе учествуваат на меѓународен кошаркарски турнир. Во првенствата на М14 и М15 лигата тие се меѓу најдобрите и заслужено се очекува од Полска да се вратат со признанија и медали. Младинските екипи на Баскет Дино кои се надпреваруваат во М14 и М15 кошаркарската лига ќе бидат единствени представници од Македонија на силен меѓународен турнир, што од четврток до недела ќе се одржи во градот Щечин во Полска. Двете екипи со вкупно 18 кошаркари ќе се сретнат со своите врсници од Полска и Украина. Според информациите од организаторот, на турнирот ќе настапат вкупно 12 екипи поделени во две возрастни групи. Нашите кошаркари се во одлична форма, а гостувањето во Полска е признание за нив за досегашните успеси во домашното првенство. Престојот на меѓународниот турнир ќе биде искористен и да се поканат екипи од земјите учесници да гостуваат во Кочани на меѓународен младински кошаркарски турнир што се планира да се организира во почетокот на идната година. Инаку во последното коло во М14 лигата Баскет Дино на домашен терен со резултат 88-87 ја победи екипата на МВП Академија, еден од директните конкуренти за врвот. Освојувањето на бодовите им овозможи на најмладите кошаркари од Кочани да се зацврстат на првото место пред тимовите на Работнички, Феникс и МВП. Уште подобар успех постигнаа нивните клубски колеги кои се надпреваруваат во М15 лигата. Тие на домашен терен исто така славеа убедлива победа од 96-63 против тимот на Ринија од Куманово. Во текот на предстојниот викенд, двете младински екипи на Баскет Дино ќе паузираат во првенствата поради учеството на турнирот во Полска. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.